како рана. Не, сакав да ја покажете и да ја прашам директно и тоа многу безобзирно. Без да ја покажете. Дали е тоа демагогија во која сакате да ја уновчите раната? Па јас вас би ве прашал, ако јас сега ви дадам вас €1.000.000 да ми дадете вие третина од вашето белодробно крило, колку што мене ме извадија, дали би прифатиле? Немам одговор. Јас немам третина од мојот десен бел дроб, понатака моите ребра од десната страна се врзани со жица, многу убаво изгледат на рентген, жицата до душа е златна, паѓам во искушение да ја извадам. И после со шрапнели од кошулицата на куршумот. И сега тука би допрел еден друг момент. 2002 кога СДСМ ја освоја власта на 15 септември и кога требаше да направат препорот на Македонија, има еден куриозитет, еве мојот личен пример, а тоа беше и генерален однос кон бранителите. Владата беше формирана во сабота. Во понеделник Бранко Бојчевски беше ставен за директор на Бюрото за јавна безбедност. Тој е инаку многу тежок стручњак за специјални единици. Во вторник во 9 часот мене ме сменија од заменик командант ме ставија помлад инспектор за останати имотни деликти. Без разлика на мојот чин генерал мајор, кој што го добив од министерот Љубе Бошковски за војни и повојни заслуги. Значи јас тој чин бев војно напреден. Јас знаев дека сум премногу млад и дека не треба да бидам генерал. Ја бев кај министерот Љубе Бошковски, се обидов да го убедам дека не треба да бидам генерал. Меѓутоа тој не сакаше да слуша и каже дека ако некој треба да биде, што си ти? Буквално така, за тоа имам и сведоци. И сега доаѓа СДС и кон мене се однесуваат како да сум јас државен непријател број 1. Јас во оваа прилика би ги пофалил нив. Јас и во периодот на војната и потоа немам една обична телефонска закана по телефон. Да ми се јави некој албанец да ме испцуе или да ми се закани. Со нив немав никакви проблеми надвор од оние борбени дејства. Значи, условно кажам, имате проблеми со нашите. Не со нашите, со тогашната со власта. Врхушка на СДСМ, бидејќи јас како директно одговорник и посочен тогашниот премиер Бранко Црвенковски, министерот со чудна насмевка Хари Костов, понатаму Бранко Бојчевски, директор на јавна безбедност, и Борко Марковски, подсекретар за униформирана полиција. Тие направија масакар на припадниците на безбедносните единици. Стојановски, колку има ранети бранители? Па бројката е некаде околу 340 официјално признати, од половина 170 се од армијата, останатите се од полиција, меѓутоа црната бројка, така наречена, се уште не е дефинирана со оглед на тоа да многу бранители кои што во конфликтот беа ранети не посветува многу внимание на тоа да обезбедат медицинска документација за повредите што ги има, така да имаме луѓе кои што се со прострелни рани и така натаму немаат никаков документ, кој не може да докажат дека биле ранети во конфликтот и не уживаат одредени права. Мислиме, дали има податоци колку припадници на ОНА би требале да бидат подложни на евентуална законска, формална или неформална заштита и некаква материјална сатисфакција, социјална и материјална сатисфакција. И дали мислите, например, дека за борци на ОНА, кои се бореле за национални права, за голема кауза и идеја, е соодветен терминот ресоциализација, не баре се криминалци? Вака, децидно бројот не го знаеме. Веројатно бројката се движи околу 200-300 и без погинатите, мислим, ранети. Ако тука не навлегуваат луѓе што се травматизирани, мислам за ресоциализација секако дека тие кои биле социализирани, меѓутоа албанците никогаш не биле прифатени во друштвото. Ние сме се рачунале како приватен народ, прочем сме имале приватен универзитет. Нашите населени места приватно сме ги градиле и патиштата и таму каде што биле мешовити средини се инвестирало. Инаку ние сме се обиделе и порано, меѓутоа националната емансипација доведе до тоа да доаѓаме во предвид да доаѓаме до кавги. Тоа е позитивно. Бидејќи штом се доаѓа до кавга, при таквата состојба
доаѓа до вистината, бидејќи само нервозата, односно алкоолот или нешто слично на тоа, ги открива намерите. Впрочем, тогаш се наоѓа и манир на дејствување. Така што ова Македонија го унапредила набргу након тоа стана земја кандидат. Без Охридскиот договор бисме се одолговлекувале со 10 години и повеќе. Сакам само еден момент. Зимбери, македонски, да речем, безбедностни сили, ретко кој профитирал или е дели судбината на човек кој е сгрешил работата. Дали профитира генералите на ООН од статусот и од војната? Профитира само оние кои се фатеа за политика, тие да. А иначе, еве, јас лично ви кажувам, јас се уште сум раселено лице во Куманово, живеам под кирија, без куќа, без ништо, што значи така. Некои што се нафатеа за политика, во грбот на војната, со крвот што пролива во војната, и искористија таа прилика во име на војната да профитират, и пуно од тие имат сега нормално богатство, некој можда порано немал ништо, сега има, али повеќето од тие луѓе се сиромашни, тие честните се сиромашни и си ја гледат својата работа. Добро вечер, во 23:20, кој тоа не следи? Добро вечер. Повелете. Стиван од Прилеп. Повелете. Златко Апостоловски, Джанго. Да. Во конвој во Карпалак. Имам голем поздрав за тие тројцата од ваша лева страна, што се сакам да поздравам, привеќе се бранители на Македонија. А тие од десна страна, твоја се терористи. Тоа е чисто. Сакам да ги прашам, и македонската јавност да прашам, дали може тие од десната страна 25% биле албанци, а ние сме 75% македонци. Како кажува тоа другарчето, дека може ли Куманово, Скопје, она, да изгуби Македонија онди. Добро, благодарам многу. Не дозволи се. Кажете ми, господин Становски, дали сега речникот на конфликтот го заменуваме со речник како да им се обезбедат права на луѓето кои настрадале од војната? Прво да кажам, значи де факто имаме една страна која е бранител на суверенитетот, интегритетот и уставниот пореток на Република Македонија. И друга страна која бара своји права во матичната држава каде што живее. Имаме рамковен договор, значи немаме уставен поредок, немаме де јуре права. Самото тоа, значи, ја дефинира состојбата, на одговорот на вашето прашање, дека сите тие работи треба да се концепираат од страна на државата и да се постават дека овој мултиетнички карактер на Република Македонија, кој го дефинира 5 луѓе, значи 5 потписници на рамковен договор. Тоа дали можеби не е ни по моја воља, можеби не е по ничија воља, меѓутоа тоа е сегмент на нашиот денешен устав во државата во која живееме. Значи тие се реалните постулати. Добро вечер за нашиот гледач. Ало, добро вечер. Повелете. Се јавувам од Скопје, само две прашања. Да. Едното прашање до вас, ако прикажувате за малтретирање како безбедносните сили на Република Македонија се понашала према албанците. Значи, пред малце што ги гледавме сликите, значи тој најверојатно инвалид, така? А зашто не прикажете сликите од двејте? Па да се споредат, да се види кој како се понашали. Добро, благодарам. Дали има уште некој гледач? Јас ќе одговарам. Добро вечер. Нема. Поведете. Претходно изговарав некоја манипулирање, што дословно господинот генерал во право по него реагираше така што беше навреден, нели, по тоа дека не сме биле манипулирани. Како може да се објасни во Вејце сите да бидат од Битола и во Карпалак сите да бидат од Прилеп, а додека имаме некоја карта што беше прикажана за размена на територија,
i posle odmah po